Владата очекува струјата да поскапе минимално. Според премиерот Христијан Мицкоски, порастот на цената ќе изнесувал помеѓу 1 и 3%, што е убедливо најмалку во регионот и Европа. Во првиот и вториот блок, каде што припаѓаат најголем дел од граѓаните, зголемувањето би било 0,5%. Сепак великонечната одлука ќе има регулаторната комисија за енергетика. АДСМ вчера достави понуда од 62 евра за мегават час на тендерот на универзалниот снабдувач Евана Холм за количините и цената по која ќе му ја продава електричната енергија од следната година. Тоа е за само 3,33% повисока од сегашните 60 евра за мегават час. Државните електрани ќе покријат 100% од потребите. Па видите, тоа е одлука на регулаторната комисија, но јас очекувам да не се движи повеќе од она што го зборував. Значи, помеѓу 1 и 3%, што ќе каже најниско зголемување убедливо неколку пати во регионот и во Европа, а во првиот и вториот блок, каде што се најголемиот дел од потрошувачите или повеќе од 75%, не очекувам да биде повеќе од 0,5%. Во моментов се прават последните калкулации околу цената на струјата. Денеска регулаторната комисија за енергетика одржа подготвителна седница на која се разгледуваа извештаите за потребите за раст на цената на мрежарината, доставени од електродистрибуција, операторот на преносниот систем МЕПСО и операторот на пазарот на струја МЕМО. Она што е познато е дека ЕСМ ќе ги покрива загубите на електродистрибуција по просечна цена од 106 евра за мегават час. Предходно оваа цена изнесуваше 105 евра за мегават час. Тоа значи дека покривањето на загубите во системот ќе чини слично како и досега. Оваа цена заедно со барањата на операторите МЕПСО и МЕМО влегува во одлуката за цената на преносот и дистрибуцијата за која регулаторната комисија за енергетика ќе одлучи на стартот на следната недела. Потоа пресметките ги презема универзалниот снабдувач Евана Холм, која ќе искалкулира крајната цена по која граѓаните ќе ја плаќаат струјата. Кон крајот на декември, регулаторна треба да ја провери оваа пресметка и да пресече околу цените на струјата во 4 потрошувачки блокови. Новата цена на струјата ќе важи во првите 6 месеци од 2025 година.